Ова што го кажавте убаво звучи за рилч или за некој наслов од вашите портали, меѓутоа реалноста е следна. Од овие вработувања кои што се предвидени во оваа предлог одлука, делумно ги имате исполнето со на преземање од кисела вода. Значи на некои позиции се нема да бидат според јавниот оглас, да, има саќе ви кажам и точно кое, се поклопуваат за урбанистичко планирање. Имавме преземано од кисела вода и во оваа предлог одлука исто така имаме лица за истото место се работи. Понатаму убаво ќе звучеше доколку ги немавме материјалите претходно што ги имаме изгласано. Морам да напоменам дека годишниот план за вработување во град Скопје за 2026 година го имавме поддржано исклучиво поради пожарникарите кои што беа предвидени за дека ќе се вработуваат во 2026 година, меѓутоа овдека е убаво да се истакне фактот што имаме 42 позиции кои што предвидуваме дека треба да се пополнат. Например, еве градоначалникот нека ми објасни дали е потребно и колку е потребно помлад соработник за превод англиски јазик во годишната програма за 26 година. Раководител на оделение за управување со квалитет во оделение за управување со квалитет, сектор за поддршка на градоначалникот. Советник за давање на информација за градоначалникот, раководител на оделение за координација на активностите на градоначалникот, советник за подготовка на материјали и документација за заштита од бучава, раководител на оделение за техничко регулирање на сообраќај, советник за контрола над работите во доменот на изведба на одржувањето на хоризонталната и вертикалната сообраќајна сигнализација, виш соработник за категоризација и именување на улици, самостоен референт за документација, советник за издавање на одобрение за урбана опрема, помлад соработник во занаичество и трговија, самостоен референт за документација, самостоен референт за административна поддршка, раководител на оделение за буџетска координација, самостоен референт за персонална евиденција. Исто така, значи во овој план за вработување за 26 година имавме и комунални редари, меѓу другото и поради тоа го имавме и поддржано, и во оваа предлог одлука, значи делумно јавниот по распишаниот јавен оглас ги поминале постапките. Имаме еден комунален редар и инспектор за животна средина, ако не се лажам, во предлог одлуката со овие 21 позиција, односно луѓе. И овдека се поклопува, што значи дека се поништува тој јавен оглас. Тие кадри нема да бидат примени и ќе бидат по некој си нов јавен оглас, кој што ќе биде согласно програмата за вработување за 26 година. Јас дополнително барам да ми се достави со архивски број систематизацијата за работните места во градот Скопје, за да утврдиме и точно што фали, што имаме во град Скопје, какви позиции се предвидени, дали е изменето од како дојде новото раководство. И дополнително исто така сакам да истакнам дека во предлог одлуката имаме и некои позиции кои што се законски регулирани. Например, тоа е за лектор за македонски јазик. Тоа е согласно законот за македонски јазик кој што беше усвоен и кај што се вели дека секоја институција треба да има вработено лектор. Сега не знам дали е таа позиција пополнета, дали е ова вишок или пак не го почитуваме законот. Благодарам. Сега ја ви кажав дека се преклопуваат, на вас останува, релативизирате, разводнувате дискусијата, стигнавме до јавни предпријатија. Јавните предпријатија и нивните вработување се посебна годишна програма која што исто така поминува на совет. Ви кажав дека значи во оваа предлог одлука имаме комунален редар. Во планот за вработување годишниот усвоивме дека ни се потребни 2 комунални редари. Сега овој што има поминато одредена етапа по јавниот оглас нема да го примиме, ама потребни ни се комунални редари. Јас за такви контрадикторности зборувам и дополнително не ми е јасно зашто нас не уверувате сега дека нема да има, не значело дека ако било предвидено во програмата во годишната програма дека ќе се вработеле тие лица. Единствено уверување кое што можете да ни го дадете тие лица да не се најдат во таа годишна програма и така најуверени ќе бидеме дека такви лица за информации за во кабинет кај вас, за организација на активности, дека такви кадри нема да се примат. Се друго е бош муабете.